Благодарам, почитувани припаднички и припадници на Министерството за внатрешни работи, на Армијата на Република Северна Македонија, почитувани колешки, министерка за одбрана, господја Петровска, и министерката за труд и социјална политика, господина Тренчевска, почитуван декан на Факултетот за безбедност, господин Дујовски, почитувана државна секретарка Несторовска, почитувана аѓутантка на председателот на Република Северна Македонија, господјата Блажевска, почитуван председателя на Македонскиот полицски синдикат, ценети професори, почитувани колеги и колешки од раководството на МВР, почитувани представници на медиумите. Со особена чест ја прифатив денеска поканата да бидам дел од оваа денешна конференција во организација на Министерството за труд и социјална политика, а во рамки на караванот за родова еднаквост на тема униформа, поклоп кој значи ранливост, наша секојдневна борба на двата фронта. Дозволете ми во оваа прилика до сите припаднички на женскиот пол да го изразам моето најдлабоко почитување, во чија чест и се празнува меѓународниот ден на жената 8 март со посебен пиетет кон вас и кон денот што представува символ на борбата за права и за еднаквост на жените низ целиот свет. Улогата што има жената низ годините, низ цивилизациите, е улога која полека, но сигурно и пред се, благодарение на вашата истрајност, ве позиционира високо во општеството како вистински архитекти на модерното секојдневие и дизајнери на поубавата страна на светот. Вашата интуитивност, емпатичност, развиено чувство на предпазливост и одговорност се само дел од уникатните карактеристики кои ја создаваат додадената вредност што имате во работната средина и во целокупниот општествен живот. Затоа и како министер за внатрешни работи сметав дека сум посебно повикан зборовите да ги претворам во акција. Акција која ќе биде реакција на конзервативните, застарени принципи на улогата на жената, на незиното место во општеството или на работното место. Акција која ќе значи упорност и посветеност во секојдневно создавање на подобри услови, се до постигнување на целосна правична родова еднаквост. Наша задача како креатори на политики е да се залагаме за економска и социјална рамноправност, за создавање на услови за нашите мајки, сопруги и ќерки, за нашите колешки и соработнички, полесно да се справуваат со дискриминацијата, насилството и сиромаштијата. Не е тоа парола или уште помалку задача за само еден ден во годината. Од нас се бара континуитет во заложбите, постојаност во барањата и одговор на новите потреби. Модерните општествени трендови на секоја демократска држава, особено актуелни последниве децении, меѓу другото јасно укажува дека прашањето на родовата еднаквост, првенствено поинтензивната инклузија на жените во сите сфери од општественото живење, има не само цивилизацијска, туку реална, практична и мерлива вредност за секоја земја. Несомнено, кога зборуваме за родова еднаквост, станува збор за прашање преку кој едно општество ги ползува сите реални и неспорни капацитети на женската популација, што представува дополнителен аргумент за потребата од правична вклученост на жената како фактор на општествениот напредок. Во тој контекст, намнувајќи од сето ова, треба да се обсервира и позицијата, улогата и делотворноста на жената во безбедносниот систем, конкретно како што впрочем тематски е фокусирана на оваа наша денешна средба за жената во униформа. Дотолку повеќе што политиките на родова еднаквост, гледално на глобално и на национално рамниште, станаа дел од низа нови легислативни решенија и други подзаконски акти, при тоа наметнувајќи се и како примарни вредностни начела во самиот темел на демократскиот развој на општеството. Конкретно низ призмата на родовата еднаквост, вклучително и околу принципот на застапеност на жената во политичкиот систем на Министерството за внатрешни работи, направен е објективен и проверлив прогрес. Напредокот на имплементацијата од овој аспект секогаш може и треба да биде подинамичен, особено ако се има предвид дека се креирани сите потребни нормативни и професионални претпоставки. Токму во тоа поглед на родовата рамноправност и правичната застапеност,
Во последниве неколку години многу работи придвиживме во Министерството за внатрешните работи. Од година во година се зголемува бројот на жени кои се на раководни позиции, и тоа не само во рамките на МВР, туку и во делот на работењето на Бирото за јавна безбедност. Имаме колешки кои се раководителки на одели, помошници директорки, началнички, командирки на полициски станици или на полициски оделенија. Денеска можеме да се пофалиме со жени кои се вклучени во оделот за специјални полициски операции, поточно во единицата за брзо распоредување, единицата за интервентна полиција, специјалната антитерористичка единица Тигар и хеликоптерската единица, што порано не беше случај. При тоа за изградба на силна институција и етаблирање на полицијата како гарант за заштита на законитоста во интерес на сите граѓани, ние во 2023 година континуирано вложуваме во нова генерација на комплетно опремени и задоволни полициски службеници. Со забрзан интензитет ќе продолжиме да ги подобруваме условите подеднакво за сите вработени. Иако не се насочени само за жените, сите овие мерки и активности и тоа како придонесуваат за економската самостојност и социјалната рамноправност на жените. Реформскиот курс што ова раководство го одреди на почетокот на мандатот за динамично и сеофатно подобрување на условите за работа, овозможувајќи целосно сообразување со стандардите и вредностите на функционирање на модерните полиции во светот, продолжуваат со несмалено темпо. Почитувани колешки, како што веќе споменав, постигнувањето на еднаквоста бара постојаност и упорност од сите вас. Веќе не дискутираме за волја. Таа е обострана, како и желбата отворено да разговараме на темите за родовата еднаквост и недискриминација. Општеството се движи напред само со еманципирани, економски силни, самостојни жени и девојки и ќе продолжиме да работиме на тоа. Само така, со заеднички заложби и учество во овие процеси, ќе го зајакнеме општеството на еднакви граѓани и граѓанки по сите основи. Честит 8 март за родово еднакво општество. Благодарам.